Наке Чулер, советник на генералниот директор на ТАФ, 4000 евра плата, службена кола. А ТАФ сега како е државна фирма или Не е државна фирма. Он е советник, адвайзер. за пензионерите 2500, за Наке Чулев 4000 евра? Што е функцијата на Наке Чулев, сега ми појасни. ТАФ е концесионер, а владата секогаш дава еден советник, затоа што владата има 49% од акциите во ТАФ. Никогаш не се појавува тој советник на работа, зема 5 до 6000 евра плата, најнов Пасат, сега Шкода му дале, и картички од 1000 евра за бензин и 1000 евра за репрезентација. Претходно представник на владата во ТАФ беше од Струмица председателот на Совет Маријан. Ај прво да ги видиме инсертите, да видиме Мицковски, да видиме ова со пензионериве. Пушти ги тие маиците, јакните. Аха. Дај пушти ги да ги видиме. Пошто веќе имаше некои безвезни коментари. Колку пензии се тоа? Да, имаше коментари, Стефче земал плата, а пензионерите да земаат мала пензија, а Стефче земал голема плата. Мене ме интересира Мицковски, дали вака сте задоволни? Абе тој што збори така, па татко ми и мајка ми се пензионери. Татко ми и мајка ми живеат со 25.600 денари. 25.600, татко ми само е пензионер, мајка ми нема пензија. А што татко ми и мајка ми не ми се мили? Ама тоа се луѓе кои што немаат. Стефче живее со плата, па работам, фала Богу дека живеам со плата, што да живеам? Факи Тити, фала ти на донација од пензијата, дечки, во март пак Берикјат Врсан. Берикјат Врсан. Да. Ај пушти ги ти да видиме. Ова колку пензии се ова, колку зголемување на пензии се овие маициве и Прашањето од каде се? Да бе, да. Тоа е клучното прашањето, ама да ги видиме, ги пушти? Да идат малце касно изгледа. Да, доцни доста. А добро, ние малце ќе речеме како примерот, човек. Јас зборувам како треба, а некој се прави како Еве да сака. видиме. Види и оваа јакнава што ја носи Мицика, Хари Росен. $1,600. Ветровка. Колку зголемување на пензија, колку пензија? А? И прашањето што вика Милош, од каде се овие пари? Од платата? Од централите. Од платата е ова? Па нели немаше централи? Не бе зошто, може би Нели од чесам платата беше е, пошто професорска они плата. платата ја имаат за 78% зголемено. Нели кога ќе дојдеа на власт ќе ја намалеа платата? Они рекоа ќе ја намалиме платата, тоа било некоректно, срамота било тоа. Колку беше зголемувањето на платата на годишно ниво? Некаде околу 14 милиони евра. Па цирка. Значи еден месец пензии. Пензии еден месец, покријат. Зголемувањето само. Зашо него укинаа зголемувањето 78%? Вака, а? Еве он Мицко што живе? Зашо па да земаат пензионерите 15-18 000? Зашо да не земаат 35 000, ама Мицко да не носи ваква јакна? Еве види. Преска Зења. Преска Види слуша Зења многу мајчето. интересен коментар за ова, како ќе Чекај. изгледаат работите на интернет и како ќе изгледаат кога ќе ги пробаш. Да, еве Зења. Све е до моделот. Да бе. $1,000 мајца. Ова колку Јас $1,000 не видам. Покуси ракави. колку зголемување на плати? Од каде на Мицко овие пари? Од платите, од пензиите, зголемувањата? Добри Ама коментари. знае машината многу му е гужвала, гледај како му е неравна крагњата, гледај на детево крагњата како е. Да, да. И Ма знае, му многу ја изгужвале носи- у бизнис класа му изгужвале. Да. Или многу му е гужвала машината. У бизнис класа, кога Изгледа ги ставало на куферите, вриење да не изгледа му они имаат земено карти за бизнис класа, ама немаат Гледа ова платено. како стои, спие ова, види. Ама они у бизнис класа Абе, на имаат вриење да не му е платено, папнале. а како се вика за куферите немаат платено, изгледа ги гужвале у мали куферчиња. Од човек, ова е од топлина, онака, или со тоа пеглата многу била жешка, или ова е несоодветно ставено во машина. Ај пушти го ова од вчера да го видиме Владко Ѓорчев. Ова у Колку суштина пензии? ја упропастиле мајца. Добра поента граначалник. Како гледај како спие на дете. На разлика. Да бе. Абе реков и до моделот има разлика. Да бе, да. Него на Владко Ѓорчев да видиме акциите у Стандард и Пурс. А Владко Ѓорчев, па градоначалник е Нестеу Тек. Владко Ѓорчев има €1.000.000 пријавено имот. 500.000 установи у куќи и уште поише од 500.000 има во... Жена американка ли има, што збориш пред? Има акции во Стандард и Пурс, $250.000 акции. Има акции во Airbus. Има акции во Airbus? Black. Да, во Airbus. Ма добро, жена му сте постави. Не, на него има. Има акции во
трни го, има Бардовси куќа, во Стану кисела вода, у Гази баба куќа, у Трстеник. Пушти ги акциите. Многу јако. Има во... Кај имаше на друго место? Ема тоа веројатно од татко му. Вангард. Да. И низ цело Скопје. Да. Ова татко му е земјоделско земјиште. 1 хектарче. Еве, Уште? камо? Да. Еве, вика, Airbus, она не знам што е ETF Trust, таму има акции, Стандард и Пурс половата. Russell 2000, Vanguard, Occidental Petroleum Corp. Ето, он има акции. Некој ми кажа дека имали крипто непријавено и дека... Ја мислам дека ова се жена му акции. Ама не, на него... Ама он не ни слушнал за овие амерички компании, па ти ги И уште тоа, акции. да, може. Он на телевизија може ги има видео на овие компании. Да. Може. А овие од зголемувањето на пензиите се? Дуле Лазаревски. Овој колку има Дуле Лазаревски, да го прашам, колку има овој денови на приватен стаж? Она е многу бе, 27 милиона човече. 20, тоа е 450.000 евра. 27? Како му доаѓа таму? Не, тоа е датум. Чекај, вредност, уметот на стекнување, 738.000. Не, тоа е Милиони различни се песо. табелите. Тоа е датум, година на А стекнување. година на стекнување. Да. Него да ми каже сега тука кој вакво колку ова колку дена има стаж у приватно и колку има платено од негов джеб придонеси? Нема. Ма гледа, мали пари бе, USA долар, 220.05 US долари, 527 долара. Малку има шо ето. Се на се во акции некаде околу 300.000 евра или долари има. Поише. Ама тоа е цената која ги купил. Поише. Цената кога ги купил точно, сега се многу поише. Имаме да, ние од жена му се овие. Не, имаме ние текст објавено за ова, може да го прочитате. Жена му американка, од кај он не ги ни знае тие фирми Да. во Америка. Ајде да може да го видиме ова. Толку од пишаните толку имаше, он имаше фирма 6 месеци, 0 обрт и тоа е тоа, се врати пак у политика пошто не го бивало добре. А изед со сатот од 21. Ај пушти го изед меѓути, стварно го имаме? И Пушти го овие, изед меѓути. и овие честниви од Влен се просветлија, видоа дека премиерот носи скапи часовници, па и они почнаа да си купуваат, да ги покажуваат парите. Па од каде им сега до началник? Дали имате вие сат од 21 евра? Немам. Ја не ни носам. И мене ми пречи на рака. Филипче ќе го спомните од каде пари? Па хирург, угледен хирург во Македонија, ако он нема пари, кој треба да има пари? Ја, ти? Филипче е неврохирург кој што е Господи Боже. почитуван ни цел свет. Филипче, за разлика веројатно од тебе кој што седиш дома, Филипче е опериран из цел свет, опериран из цела Европа, го канат да оперира по светски медицински центри. Ще збориме за врвен неврохирург. Филипче не стана министер за здравство од функција овчар од некое село, од хирург, професор универзитетски. Не, мислам малце глуп ти ова. Моабето Филипче од каде? Ако неврохирург, светски почитува неврохирург, не треба да има Па спечалени добро, пари. професор на машински факултет се логично и он да има. Како професор на машински факултет со нели најниски примања имаат во државата тие? Па не, јас знам се. Прашањето е точно како професор асистент на машински факултет има повеќе пари од Шо саат е овој на изет? Ово е Зенит. Не е некој скапо. Зенит Хрономастер, $20,000. Од 20 до 35.000 долари, зависи какви. Да, Зенит Хрономастер е перформанси има. скапо. Чија марка е Зенит? Швајцарска. Швајцарска, да. Па тоа Зенит ми иде на руско. На руско, ама е швајцарска. Да. Мене Лонжинс ми се допаѓаат. Која цена се тие? Па ги гледам по од 100 до 120.000 има и поскапи, ама тие Храма плюските прашува угледен хирург. Да.
угледен хирург, еден од најдобрите во свет. Значи Сега не во сме свет, не. Да, во свет оперираше по Америка. Не правиме мобиш. Не, сега по светски. Се оперираш Светско име не е и тоа што викаш, да. Не, Мицко е појако име у светот, да. Он кога предавал на машински факултет, други немало. Ја, пошто гледам дека беше интересно за граѓаниве, сега му ще моца да се задржиме околу структурата на македонскиот буџет. Остай го бе, па ти Не, ама за пензиите. не само Чека за да видиме. пензиите. Абе да видиме структурата на буџетот на функционерите на ВМРО ДПМН кои што продаваат многу честности и многу сакаат да бидат со народот и да му помагаат на народот. Ај пушти го ова Наке Чулев. Ај видиме Наке Чулев. Шо има он? Како? Шо има Па на? Наке Чулев сега еве ќе видите кај е вработен. Кај е вработен? И он ли нешто лапна, бе? Еве сега ќе видите. Кадарот Нацо Николовски. Нацо Николовски беше како она, министер за Lannister always pays his debt. Да, како министер за транспорт и врски го вработил Наке Чулев управата фирма која што треба сега нели да дава пари за Инаку Аце Николовски разменивме телефонски пораки и чекам да ме викне на состанок. Одпред да одам за Мексико, значи одпред негде околу 15 август. Ништото. Сега Утре, ќе дое задутре, 15. позадутре, чекај ќе видиме, сега четврток, среда, не е битно. Наке Чулев, советник на генералниот директор на ТАФ. 4000 евра плата, службена кола. Машала. А ТАФ сега како е државна фирма или Не е државна фирма. Странска фирма. Ама мислам странска. дека има удел државата. Да. Има свој, претпоставуваме, представник на Кечулев на државата од ТАФ. Генерал Манагер бе, што е он? Генерал Манагер. Он е советник, адвайзер. За пензионерите 2500, за Наке Чулев 4000 евра. Да. Имало Еве Наке Чулев, инаку ТАФ има, нели треба да градат ТАФ, со нивни пари треба да се прават проекти, тие. И тоа е. Мене за Роберт Ангеловски вика хирург да, политичар нула. Се согласувам. Политичар нула, хирург топ. А повеќе вие премине една, што е, ова е кој е нула, тој што е стотка. А овој ше Тој беше минус нула. Кичо? Тутурутка. Кичо слабина се Што тутурутка зборите? жива. Кичо Па знае ви само... стана премиер, па ако он стана премиер, Филипче нити гафо имаше, нити ништо. Филипче ќе биде измислен за него. Што овој зборите? новиот премиер наш има харизма на бела позадина. Нешто како ова што е тука. Ама позадината. Ја не знам, интересен разговор имавме со Мирка Велиновска тука која беше во студиото, дали некој во Македонија има запаметено една реченица која што Христијан Мицковски има изговорено, која што имала некаква суштина, Јас ви кажував, некаква негово поента. интервју кога бевме во Добрите, го гледав на 3 пати. Он ќе биде на интервју, негде 20 минути ќе заспијам. Па ноќеска ќе го упалам ово, па ќе заспијам и кога ќе дојдам попладне од работа, па ќе пуштам да го догледам, на 3 пати го догледам. За ако случајно правиме мобе да му кажам овде беше добро, ова не беше и така натаму. Ме успива. Ова најчестно го кажам, не измислувам. Ја гледавте пресконференцијата за 100 влада? На Христијан Мицковски? Не. Некаде околу сат и 10 минути имаше, повторно се враќаме на тоа дека нема суштина и повторно се враќаме на најголемиот проблем со кој што се соочува Само нашата... да одговора на прашање, мечка си возел ли со Филипче, па што се дали јас зашто зборам за Филипче со пиетет? За секој македонец што е успешен у професијата ќе зборам со пиетет, а за политиката на Филипче имам утре ќе биде ли спремно бе? Видеото? Утре ќе биде спремно видеото за тоа што мислам јас за политиката на Филипче. И ќе го гледате утре. А за професијата што се работи, да. И дали имам возено со Филипче? Не, немам. Јас со Филипче сум имал контакт само на пресови за корона. Само тогаш. И ја возам само со Стив. Мотор. Нас два брата, обаратуемо. Да. Прашањето ми беше, зашто никој во државава не се фокусира на вакви клучни проблеми со кои што
и предизвици со кои што се соочуваме. Зашто се фаќаат за гол популизам, а темелни реформи нема? И Затоа што оваа реформа која што имате од почетот вие со пензиските столбови. Денеска би, доколку била завршена до крај, денеска би значила поголем терет, односно помал терет врз буџетот на државата и веројатно поголеми пензии од профитот кој што би го создал приватниот пензиски фонд, затоа што тој ги оплодува парите. Тоа би значило и пари во македонската економија за инвестиции. GDP-то колку ни е повеќе од 11 милиарди? Некаде околу 12 милиарди. Околу 12. 900.000 евра, колку пари се? Колку посто од GDP-то? 1% од GDP ни оди за пензии. Помалку е, 0,8%. Помалку, да. Дефицитот од фондот за пензиско ни е 0,8% од GDP-то. Само ако Не, може... 8%, не 0,8, 8% од GDP-то ни е. Малку ли е тоа? 8% од GDP-то. И пак пензионерите сиромашни. Вели представник од влада за 40... Еве вака сега. Што е функцијата на Накет Шулев, сега ми појасни. ТАФ е концесионер, а владата секогаш дава еден советник, затоа што владата има 49% од акциите во ТАФ. Никогаш не се појавува тој советник на работа, зема 5 до 6.000 евра плата, најнов Пасат, сега Шкода му дале, и картички од 1.000 евра за бензин и 1.000 евра за репрезентација. Предходно Може да се менјаме со Наке? Предходно советник во представник на владата во ТАФ беше од Струмица председателот на Совет Маријан.